Слушајте ја, нашата фреквенција, Радио Марија. Во денешната пладневна програма се радувам што можам да ја поздравам Светлана Мазгаловска-Вучетик, директор на Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица. Добар ден, Светлана. Добар ден, ви благодарам на поканата и пред се добар ден за слушателите на Радио Марија. Ние се радуваме на вистина што сте заедно со нас во студиото. Домот за деца и млади Благој Мучето секогаш ни доаѓа со многу активности, реализирани кои ви предстојат да ги реализирате, но би сакала да се осврнеме на она што е најактуелно и тоа е поводот за вашето гостување. Но на почетокот би сакала да се потсетиме на сето тоа што е реализирано. Најпрво да ви заблагодарам на континуираната соработка. Кога се има континуирана соработка и кога се има желба за соработка, добра волја пред се, мислам дека тоа секогаш дава и добри резултати. Па сметам дека и нашата соработка дава добри резултати, а тоа се да граѓаните слушнат на општина Струмица, па и на Струмичкиот регион, што всушност се работи во Домот за деца и млади Благој Мучето во Струмица. Изминатиот период за нас, како и за останатите институции за култура, впрочем и за сите нас, беше и се уште е релативно, како да кажам, може би тежок е претежок збор, меѓутоа да кажем комплициран период во кој што сите треба и требаше и се уште треба да се избориме со ситуацијата, со пандемијата предизвикана од COVID-19 и од првичниот шок во кој што се најдовме, да се прилагодиме на моменталните ситуации и да продолжиме со работа. Колку беше тешко да се прилагодите на актуелните ситуации кои ги наметна пандемијата? Па да бидам искрена, во самиот почеток на тоа минатата година, во 2020 година, кога започна и карантинот, беше прилично тешко да се работи, бидејќи немаше физичка настава, бевме во карантин повеќето од вработените, да речем, образованието беше исклучено, а нашата работа е исклучиво со деца и тоа кога имаат физичка настава. Но во после првичниот бран, кога ќе седните и ќе размислите што се случуваше, значи и кога ќе сватите дека тоа продолжува и понатаму да се случува, мора значи да се размислува, да се работи. Си направивме програмата за работа која што ние ја имаме и ја доставуваме секоја година, значи до Советот на општина Струмица, бидејќи сме ние сепак општинска установа, меѓутоа се уште во некоја фаза на децентрализација финансирана од Министерството за култура и делимично од општина Струмица. Според таа програма која што сме ја веќе направиле, активностите и настаните кои што ги предвидовме, ги само преформулиравме формата на изведување на настаните спрема моментално дадена состојба со коронавирус и спрема зададените протоколи. Така да успеавме да сработиме добар дел од програмата која што ни беше предвидена за 2020 година. Ние ќе се потсетиме на некои ваши активности од 2020 година. Спомнавте, вие сте општинска установа, единствена од таков вид во Македонија. Колку ви е тоа предизвик? Па да ви кажам право, од една страна е предизвик да си единствена установа, бидејќи Домот за деца и млади е, како што паметат постарите граѓани на општина Струмица, пионерски дом, некогашен пионерски дом, кој се наоѓаше над Радио Струмица. Меѓутоа, од технички причини сега сме сместени во дом на Арама, што и не е многу важно. Важно е желбата за соработка, постоењето на институцијата. Мора да се каже дека имаше многу добра волја од страна на градоначалниците на општина Струмица, неколку градоначалници поред наназад, кои што не дозволија да згасне институцијата, како што тоа се случи во останатите градови во Република Северна Македонија. Меѓутоа, ние со некоја, да речем, среќна околност, меѓутоа најповеќе ради разбирањето и соработката на градоначалниците, на Коста Јаневски, на Костадин Костадинов и Зоран Заев, успеавме да останеме како институција и да постоеме. Предизвик е од една страна, бидејќи кај нас се негува аматеризмот на децата и младите луѓе,
неретко и на повозрастните, меѓутоа во суштина, затоа и се викаме и преименувани сме во дом за деца и млади. Но од друга страна е па немате, например, да со кого да се споредувате, со кого да речеме да се консултирате, меѓутоа дејноста која што ја извршуваме е сродна со дејноста на домовите на култура. Така, кога сме кај домовите на култура, вие сте биле и директор на Домот на култура Јане Сандански во Новосело. Можете ли да направите паралела помеѓу Домот на културата и Домот за деца и млади? Се разбира, кога работите подолг период во културата, јас можам да кажам за себе дека работам веќе скоро 20 години во областа на културата. Во Домот на културата Јане Сандански работев 10 години, имам многу убави спомени од моето работење во Домот на културата. И кога ќе направам една паралела, бидејќи работејќи во таа институција, соработував со останатите домови на култура, кои некои локални, некои национални во државава, меѓутоа бев исто така и од телата кои што кои што ги обединуваат тие домови на култура, како што е заедницата на домовите на култура, и така да можам да правам слободно паралела и да кажам дека дејноста е практично иста. Може би не секаде во секој сегмент, меѓутоа и на домовите од локална и од национална и национални, како и на нашиот дом за деца и млади, во суштина истата дејност е културата, промовирањето на културата, едуцирањето на младите кадри и поттикнувањето на работа, и се слични, например, во тоа што имаме организирање на изложби, организирање на настани, на активности, кои што по многу нешта се слични, само во тоа во зависност која установа, која институција, како си ја реализира и како си ја прави својата програма за работа. Така, мислам дека сега е моментот да ги подсетиме нашите слушатели на вашите реализирани активности во 2020 година. Во 2020 година, нели првичниот период, некаде до јуни месец, за време на пандемијата, не успеавме само еден конкурс да реализираме. Тоа беше конкурсот по повод меѓународниот ден на жената 8 март, кој што е соработка со општината, под покровителство на општината. Тоа го правиме секоја година, мислам неколку години уназад, бидејќи имаме подпишано меморандум за соработка. Тоа беше нешто единствено што успеавме на почетокот на годината да го одработиме. Имаше една подолга пауза, меѓутоа летото, значи минатото лето, не ова лето, успеавме да си изреализираме поголем дел од активностите кои што беше возможно да се реализираат. Есента имавме проекти кои што беа предвидени преку Министерството за култура, кои што беа одобрени, значи аплицирани во Националната програма на Република Северна Македонија преку Министерството за култура. Реализиравме размена на 3 изложби, реализиравме нашите републички детски ликовни средби, кои што се некако, јас ги чувствувам како белег на нашата институција, и тоа со тоа што избегнавме дел, бидејќи се трудевме да избегнеме што помалку да има физички контакти помеѓу учениците. Тие се наша иднина и мора да, освен на сите нас, да ги заштитиме, да, се разбира на децата. Повеќето се, да речем, сконцентриравме на литературни и ликовни конкурси, кои што ги објавувавме, ги доставуваме до основните училишта, не само од Струмица, во општините Новосело, Босилово и Василево, а додека пак цвеќето се републички средби, тие се на ниво на Република Северна Македонија. Имавме отварање на ликовни изложби, литературни читања и можам да кажам дека некаде 80%, не 100% не успеавме да реализираме како секојаш програмата, но сум задоволна од тоа што се направи во изминатата 2000 година, со тоа што 2020 година, се извинувам, се вратив многу назад, оваа година имавме малку подобра ситуација. Така. Спомнавте дека доставувате конкурси до училиштата. Каква е соработката? Колку е тешко или лесно да се мотивираат учениците да учествуваат на вашите конкурси? Нашата институција, јас сум пред се горда на тоа што сум дел од оваа институција,
имам и одличен тим со кој што соработувам, а тоа е многу важно кога работите на едно место, да работите со луѓе со кои што прво се разбирате, со кои соработувате и тогаш соработката и реализирањето на активностите и настаните е многу лесна, верувајте ми. Така. Тоа е прво и основно, а второ соработката со основните училишта е навистина на завидно ниво. Морам да се заблагодараме јавно пред се на раководните кадри на основните училишта од сите општина, но се разбира најмногу на наставниците кои што секогаш се спремни за соработка со нас, дали на полето на ликовната или литературната или драмската дејност, а се разбира најповеќе на самите деца, на учениците, кои што верувајте и во овие услови на модерни услови на технологија, кога можат се да видат преку интернет, преку тие модерни, да речем, технологии, имаат желба и да цртаат, и да пишуваат, и да се дружат. За мене мислам дека е тоа показател, јас секогаш кажувам дека се уште има надеж за нас како општество, бидејќи децата стварно сакаат да работат, па дури и во овие услови на пандемија имавме соработка целосна со училиштата, со нивниот наставен кадар, раководен и се разбира со учениците. А ние пак од наша страна се трудиме секогаш да ги наградиме, на некој начин да ги поттикнеме, да ги мотивираме за да соработуваат со нас. Така. Светлана, вие спомнавте во разговорот дека функционирате во тимски дух во вашата институција. Колку работата ве исполнува? Колку ве исполнува работата со деца? Првенствено морам да кажем дека моја желба уште како дете, додека растеме, нашите желби и афинитети кон професиите, како растеме, се менуваат. Од секогаш, како дете, преовладуваа кај мене, да речам, да бидам правник или да бидам лекар. Тоа ми беше некако како животна желба, особено на втората. Татко ми викаше, имаме дрвен адвокат дома, па ќе ни треба лекар. Меѓутоа, уште како дете, бев многу наклонета кон пишување, и ден денес се уште пишувам поезија, сакав да цртам, водев програми во училиштето, секогаш учествував во литературни конкурси, учествував во драмската секција, особено задоволство ми причинуваше што како дете од на 7 и 8 одделение, ја имав можноста да ја водам школската библиотека. Тоа беше како да се најдувате во едно прекрасно царство, во една убавина која што спојува природа, добрина, љубов, топлина. Таму се чувствував прекрасно и можам да кажам дека сето тоа што ми беше како дете, значи активност како сега на децата кои што доаѓаат кај нас, цртаат, пишуваат, го негуваат тоа што го сакаат, мене ми стана дел, ми стана работа и навистина можам да кажам дека потполно уживам во тоа што го работам. Дипломирав на Технолошки-металуршки факултет како дипломиран технолог по текстилно инженерство, дизајн, што во одредена мера има врска со мојата стручност во делот на ликовните изложби. Меѓутоа, тоа толку не ми е, да речем, важно е како диплома, како степен на образование. Меѓутоа, работата која ја работам, навистина целосно ми исполнува, давам се од себе и мислам дека добивам многу од страна на децата и не би ја менувала работата за ние на друга работа, иако сум личност која што се уште се надградува, се уште учи и има се уште амбиции за некои други функции, меѓутоа тоа е во делот на надградувањето, на напредувањето, а во делот на работата се чувствувам навистина исполнета. Така, ви посакуваме многу успеси, Светлана. Јас предлагам да продолжиме со музички дела, потоа се враќаме со актуелните активности на Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмница. Секогаш ќе бидам твоја, верувај. Сите дни
si desni Tjene plenat znaj Za srećni denovi Ja sonuvam za tebe Bakni, bakni, bakni me nežno ova noć Huškaj me, miluvaj me ti Šetni mi tiho ljubena Ti si mi sen Veti, veti, veti mi večno Česu tvoj Najmili ti si sonot moj Ne sakam noć van Za nas znaj Da ima kraj Bakni, bakni, bakni me nežno ova noć Huškaj me, miluvaj me ti Šetni mi tiho ljubena Ti si mi sen Veti, veti, veti mi večno Gdje sam tvoj Najmili ti si sonot moj Ne sakam noć van Za nas znaj Da ima kraj Ti si moj, mili moj, samo moj Za sekogaš je bidam tvoja, veruvaj Si te dni, si te sni, tjene plenat znaj Za srećni denovi ja sonuvam za tebe Bakni, bakni, bakni me nežno ova noć Huškaj me, miluvaj me ti Šetni mi tiho ljubena Ti si mi sen Veti, veti, veti mi večno Gdje sam tvoj Najmili ti si sonot moj Ne sakam noć van Za nas znaj Da ima kraj Bakni, bakni, bakni me nežno ova noć Huškaj me, miluvaj me ti Šetni mi tiho ljubena Ti si mi sen Veti, veti, veti mi večno Gdje sam tvoj Najmili ti si sonot moj Ne sakam noć van Za nas znaj Da ima Во денешната пладневна програма со нас е директорката на Општинската установа Дом за деца и млади Благој Мучето од Струмица, господја Светлана Мазгаловска-Вучетик. Во првиот дел од разговорот се осврнавме на реализираните активности во 2020 година. Сега би сакала да ги запознаеме на нашите слушатели за вашите актуелни содржини кои ги реализирате во рамките на манифестацијата Струмица град на културата. Да, оваа година можеме да се пофалиме дека градот Струмица е град на културата за 2021 година. Јас работам долги години во културата и се некако таа манифестација како да кружеше околу нас, меѓутоа дојде да речем во едно непогодно време, кога имаме услови на пандемија, но кога сака да се работи, кога имаме ние во Струмица навистина и институции, и невладини организации, и здруженија кои што ја негуваат културата и можам да кажам дека можеме навистина соодветно да одговориме на реализирањето и на тоа што си го поставивме како цел Струмица град на културата за 2021 година. Ние се вклучивме уште од самиот почеток со нашата програма како институција, затоа кој, колку и што, како реализирал, секој може сам да си зборува, нели, во тоа се разбира дека на крајот ќе се направи целосен извештај, ќе си направат одговорните кои што го водат тој проект во општина Струмица и ќе дадат целосен извештај. Јас би дала само она како ретроспектива што ние како институција Домот за деца и млади реализиравме во склопот на Струмица град на културата.
Успеавме да нашата програма, која што беше предвидена за работа за оваа година 2021, да ја вклопиме. Со тоа што реализиравме стандардно, значи литературна изложба и ликовен конкурс по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Прибегнавме кон тоа да имаме повеќе конкурси, заради тоа што во првата половина од 2021 година немавме физичка настава, повеќе се одвиваше со литературни, со ликовни конкурси. Нашите настани, кои што се предвидени стандардно, некои се традиционални, само им ја променивме формата спрема зададената ситуација, така да успеавме да малку повеќе реализираме пролетта. Реализиравме цртање на отворено, имавме неколку цртања отворено кои што ги направивме во паркот пред домот на Арама, со кој што градот Струмица на вистина може да се пофали. Едното беше со одделение од основното училиште Сандо Масев на наставничката Совче Калајджиева, потоа соработувавме со училиштето за цртање од Домот на културата од Јане Сандански од Ново село. И имавме соработка со наставничката Виолета од Велјуса, каде што цртавме во манастирот и можам да кажам дека имавме едно прекрасно искуство да уживаме во убавините и во мирот кој што го пружа самиот манастир, самата атмосфера која што владее таму. И која дава инспирацијата и да цртаме и да работиме на сето тоа. Успеавме да направиме една прекрасна промоција, или да речам, бидејќи ние сме дом за деца и млади, да промовираме една млада личност, тоа е Александра Атанасова, која што не само што пишува, промовиравме на нејзина книга Кога тишината зборува, можеби и наслово не го кажав точно, меѓутоа една прекрасна книга напишана од една релативно млада личност на 18 години. Освен тоа имаше и прекрасна изложба и мислам дека Александра е една личност која што е многу мултиталентирана и во областа на културата и прекрасно глуми, така да беше една добра промоција, осмислена промоција на незиното творештво. Јас овде само ќе додадам дека Александра Атанасова исто и волонтер на Радио Марија се пронајде тука и во, можам да кажем, ајде новинарството. Убаво реков дека Александра е една мултиталентирана млада личност која што заслужува внимание. Јас особено сакам да работам со млади личности кои што имаат талент, кои што се пред се скромни и многу доблесни за она што го работат и заслужуваат да бидат промовирани не само кај вас и преку нас, туку и многу пошироко, и колку што се може треба да се помага во такви состојби, во такви, мислам, ситуации за такви личности. Реализиравме голем дел од нашата програма, значи имавме и многу промоција на млади литерати, на како што е Александра, значи има уште многу млади на ниво од на град Струмица кои што имаат објавени своји книги, па имавме едно како убаво представување на тие млади литерати. Тоа е во доменот на мојот колега кој што го води секторот за литературна и драмска дејност Ацо Георгиев, кој што и самиот е афористичар, и истовремено имавме и промоција на негова книга за афоризми, која што е напишана заедно со негова колешка од Србија, Нада Берич, и негов колега од Босна и Херцеговина, која што се реализираше во амфитеатарот во Струмица. Тоа беше еден прекрасен настан за уживање. Така, деталите од овој настан Ацо Георгиев ги сподели со слушателите на Радио Марија, така? Ние сме секогаш, реков, тимски расположени за соработка помеѓу себе, меѓутоа и со вас и со останатите. Реализиравме, значи, доста од програмата која што ни беше планирана. Сега, значи, следуваат уште 2 настани, меѓутоа најпоследниот настан кој што го реализиравме, тоа е изложбата на ликовните творби кои што беа создадени на манастирот Свете Елеуса, кој што беше ликовен хепенинг, реализиран на 3 јуни оваа година. Меѓутоа ликовните дела беа изложени во галеријата, ние така си ја викаме, инаку тоа е ходникот на домот на Арама, каде што нас ни е изложбен салон. Така, Светлана, кој учествуваше на тој ликовен хепенинг? Кој ги твореше овие ликовни творби?
Тоа беа учениците од самото место каде што е сместен манастирот, Така. под раководство на нивната наставничка Виолета, со која што имаме прекрасна соработка. Тоа е исто така една млада креативна личност, која што мислам дека ги мотивира учениците за работа. Доста убава соработка устваревме со нив, се создадоа прекрасни дела. Не можеме секогаш да зборуваме за голем број на дела, внимававме да биде запазен бројот на учесниците. Со токму тие дела кои што се создадени на тој ликовен хепенинг, делата кои што беа создадени на цртањето на отворено, кој ги спомнав пред малку, со одделение кое што нема, кој што прв пат се соочи да работи со хамер и со сув пастел и беше нешто ново за нив. Со училиштето за цртање ќе направиме една, да речем, компилација од тие дела ликовни творби и мислам беше направена и имаа можност учениците од Видое Подгорец со нивната наставничка Трајкова, која што беа гости на нашата изложба и тоа беше практично реализирање на час поликовно Така, од нивна едукативен страна, час, да. а од наша страна да видат учениците изложба, едукативно да се запознаат како се работи, како се создавани тие дела и да видат како нивните врсници работеле. Меѓутоа, од друга страна, во соработка со нивната наставничка Емилија Трајкова, во иднина да ги поттикнеме децата и да ги мотивираме, па и со нив да оствариме еден вид на таков соработка, да цртаме заедно на хамер со сув пастел. Така, а во месец септември ви предстојат уште два важни настани, токму пак во манифестацијата Струмица град на културата, станува збор за општинско регионален надпревар за уметничко рецитирање. Тоа е еден настан кој што се реализира традиционално години наназад, бидејќи нашата установа постои повеќе од 70 години. Јас работам 6 години во таа институција и за мене е навистина задоволство што можам да продолжам една прекрасна традиција на колеги кои што вложиле труд во таа институција. Тоа уметничко рецитирање постои од она време кога јас растев како дете, кога се организира, значи, од сите училишта пуштаме, пријави, да, распишуваме конкурс на кој земаат учество општинските основни училишта, секогаш се од 3 до 5 ученици, меѓутоа оваа година ќе бидат по 20 ученици ради мерките за пандемијата и нема да биде во Домот на Араме, туку ќе го реализираме настанот во амфитеатарот во градскиот парк, кој што е на едно навистина убаво место за таков вид на настани. Секоја година, па и ова припремаме по една книга како награда за учество на секој учесник, меѓутоа секогаш припремаме и награди за прво, второ, трето место, кое што го оценуваат наставници по македонски јазик, македонисти и професори, кои што се соодветни да го оценуваат уметничкото рецитирање. Тоа ќе се одвива на 21 во 16:30 во паркот, значи во амфитеатарот, така да оние кои што се љубители на уметничкото рецитирање, може да бидат да го слободно настанути од отворен карактер, може да го слушнат и да го видат. Така. И вториот настан кој ви предстои до крајот на месецот се традиционалните републички детски средби Цвеќе 2021. Станува збор за вториот дел, барем така е најавено во официјалната програма. Да, бевме, како што напоменав и на почеток, тоа е една трипартитна манифестација, значи се одвива вообичаено на крајот на месец мај, бидејќи самиот наслов Цвеќе, кога цвеќето е и најубаво, ствари цвеќето е секогаш убаво, меѓутоа кога се буди целата природа и кога се буди цвеќето, така е и замислата и концепцијата. Прво имаме распишување на ликовен конкурс, на кој што го распишуваме со нормално дадено време однапред, пристигнуваат цртежи на кој што се поминува доста работа, меѓутоа ние тоа сето го работиме со љубов и внимание. Пристигнатите цртежи се сортираат, се лепат, се ставаат на парпартура, се поставува изложба, се отвора на самиот ден обично, меѓутоа овој пат тоа го направивме да биде во месец мај,
пак до некаде успеавме да ја задржиме традицијата, меѓутоа беше само ликовната изложба на која што се доделуваат соодветно награди за изложените ликовни творби. Меѓутоа вториот дел е цртање на отворено. Тоа е тоа што ќе се реализира на 28 овој месец и ќе се реализира овој пат нема да бидат републички детски средби, ќе бидат само за регионот, пак поради пандемијата. Нема да имаме 3 до 5 деца, ќе имаме по 2 деца кои ќе цртаат на хамер поставен на штафелаи со сув пастел. Тоа се одвива во паркот пред домот на Арама. И за тоа имаме комисија која што ги разгледува цртежите, мислам создадените ликовни творби кои се создаваат и токму може да видите дали децата навистина ги цртаат или не ги цртаат сами, бидејќи дома можеби има по некоја мала помош. Да. Има награди, тоа се втората категорија на награди за цртањето на отворено. Сега оваа година ќе изостане ражирањето на свежо цвеќе за да се избегнат што може повеќе контактите помеѓу децата и на некој начин да ќе бидат почитувани протоколите. Реализиравме доста настани, можеби нешто сум пропуштила, меѓутоа имаме Facebook страна Домот за деца и млади, имаме и веб страна, така да сите оние граѓани кои што дел од граѓаните не пратат, постојано ги пратат нашите настани активности, оние кои што сакаат можат слободно да ги видат, да ги проследат, па дури да ги видат документирани се со тексти, со слики кои што сведочат за се она што сме сработиле, па дури да видат што следува во наредните месеци до крајот на годината. Така, Светлана, овде ќе ви се заблагодариме за одвоеното време за убавиот разговор. Ви посакуваме уште многу реализирани активности и секако повторно ве очекуваме со нови поводи за разговор. На вас и на вашето семејство ви посакуваме Божи благослов. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Ние сме секогаш отворени за соработка со вас. А вие, драги слушатели, ви и понатаму останете на 106,5. Дека со други се слушаш, дека на други се пушташ, тоа го знаев, немој да мислиш сум луда. Знам дека се ти е малку, пред сите ми глумиш ти мангу. Разни муабети слушам, не сум ни слепа ни глува. Но не ми е тешко, не ме ни боли, само што дознав каков си. Сар ке ме боли за нешто што не вреди. Нема, не, овој пат да поминеш. Не ми глуми грех, кога греси за мене. Нема, не, овој пат да успеш да ме бутнеш доле. Па јас сум доле ради тебе. Нема, овој пат да поминеш. Не ми глуми грех, кога греси за мене. Нема, овој пат да успеш да ме бутнеш доле. Па јас сум доле ради тебе. Не прашувај веќе за мене, залудно губиш ти време. Не сакам ништо да чујам, ниту да знам за тебе. Мислиш да толку сум луда од сите невистини лаги, дека ќе верувам само во твоите приказни празни. Но не ми е тешко, не ме ни боли, само што дознав каков си. Сар ке ме боли за нешто што не вреди. Нема, овој пат да поминеш. Не ми глуми грех, кога греси за мене. Нема, овој пат да успеш да ме бутнеш доле. Па јас сум доле ради тебе. Нема, овој пат
Драги наши, тука е крајот на нашето пладневно саботно дружење. Ви посакувам благословен викенд. Останете со семејството, најдете време за пријателите и секако не ја заборавајте и средбата со Исус утре на светата литургија. Ви благодарам што бевте со нас и во пладневната програма. Останете и понатаму поврзани со Радио Марија. Емисијата ја уреди и водеше Данче Ичева, главен и одговорен уредник Гоце Костов, продукција Радио Марија, реализирано во Струмица, септември 2021 година. Пладневна програма со актуелни и корисни содржини од секојдневието.